Агенцијата за храна и ветеринарство изработила стратегија за справување со проблемот со бездомните кучиња и другите животни што слободно шетаат по улиците во населените места. Дел од стратегијата е вградувањето посебни микрочипови во телото на секое животно, со што полесно и во рамки на законските прописи ќе може да се реагира до нивните собственици. Според одговорните во агенцијата, преземени се почетните чекори во спроведувањето на целите во споменатата стратегија. За почеток набавуваме 100.000 микрочипови за обележување на кучињата, т.е. домашните миленици. Тендерот е веќе распишан и постапката тече. Ќе се обезбедат 100.000, како што рекав, ќе не чини околу 18 милиони наша предвидени денари. Понатаму, значи, со комората е договорено апликацијата на микрочиповите да биде бесплатна, меѓутоа ќе се наплаќа само пасошот за животното што ќе се дава, значи тоа ќе си го наплатат друштвата. Активностите за микрочипување се очекува да започнат во мај или јуни, односно откако ќе бидат испорачани микрочиповите за животните. Во меѓувреме ќе има контакти и со локалните самоуправи, за и тие да ги исполнат своите обврски од стратегијата. Ќе направиме составници со општините, да ги подсетиме на законските обврски кои што ги имаат, дека морат тоа да го направат, дека мора да направат пребројувањето, дека мора да направат места соодветни за каде ќе ги обележат, каде ќе одат и може да се движат кучињата, т.е. собствениците на домашни миленици ќе ги можат да ги движат, и дека имат одговорност да формираат, т.е. да склучат договори со шинтерски служби или да формираат прифатилишта. Т.е. да склучат договор со некој прифатилиште, а законска обврска е преку совет или програма да си донесе да како би се справили со овој проблем. Законска обврска е секој граѓанин кој чува домашен миленик да овозможи поставување на чипот и да го вакцинира против беснило. Собствениците кои што нема да постапат во согласност со пропишаните закони ќе плаќаат казни. По поставувањето на микрочипот, податоците ќе служат за здравствена легитимација во која ќе биде заведен собственикот на животното.